Јас сум пак работник од Раде. Пак ме повикаа истите да им го обелам истиот зид. Ја. Секогаш е исто. Секогаш едно и исто. Не е секогаш исто. Денес оде ќе биде малку поинаку. Други луѓе, други гости ќе ги ставаа своите автограми врз зидот. Ја. Да, слушай, вака, ме разбираш, јас вака си лежам, ме разбираш и си размислам. Си размислам. Има многу видови над зидови. Ме разбираш, има многу видови над зидови. Има варосани и има неваросани. Сега, ме разбираш. Има високи зидови, има ниски зидови, има зидови од тули, има зидови од камења, ме разбираш. Има зидови од стиропор, ме разбираш. Има и зидови, да кажеме, кинески зид, мислам, кинески зид, таму некаде долу на север, ме разбираш. 3200 километри долг. Има зид на плачот, ме разбираш, во Ерусалим. Зид каде што верниците доаѓаат и плачат, ме разбираш. Има разни зидови. А има и таков вид на зидови каде што дебелите глави си одираат, ме разбираш, главата. А има и ваков зид, единствен зид во светот каде што зид на автограми. Разбираш? Многу бе, брате, многу изнакажа ти. Многу изнакажа, бре, многу изнакажа. И што сакаш да речеш со тоа, не те разбирам ништо јас. Јас кажам дека тоа е многу интересно. Интересно е, шибер, зид и автограми. Дали може јас да... Што? Ставам еден автограм. Ме разбираш, вака пријателски, те прашам. Чекај, ти позната личност ли си, да речам? Как? Мош непозната личност. Јавна. Чекај, кој си ти? Кој си ти, кажи, брате? Кој си ти? Како, кој сум? Кој си? Мило ми е, јас сум GL. GL. Си извинам, дали, мислам, имате црна боја и четка, мислам. Четка црна и боја, мислам, боја црна и четка. Има четка и четка и боја и... Добре, еве, мислам, сега можам да го ставам својот автограм, нели? GL или Џабе Лебојадач. GL, да. Милој. Никогаш, брате, не сум чул ни за такво име, ни за такво презиме, да речем. Како и си, не сум чул, брате, не. Видите, не е во мојот карактер, јас мислам да се фалам, јас не сум фалбаџија, разбираш. Се извинам, дали вие имате часовник, мислам? Часовник. Не, вие да имате часовник. Не, јас не е важно. Не е важно. 10. Кој 10? Сакам да кажем 10 часот е, нели? А сега, дај, 10 часот сега. Работно време, мислам, работно време, да, 10 часот работно време. Екола, повелете. Бујрум. Видите сега. Дали ги гледате овие луѓе што се по кафаните, мислам, што седат и си доручкуваат, мислам, пијат. И овие луѓе што се шетаат вака со раците во џебовите. Ето, тоа се Џабе Лебојадовци, нели? Ете, нас нема многу, нас нема насекаде, мислам. Во работно време, не сметате, Џабе Лебојадовци. Ја, сега разбира. Значи, вие сте еден од нив, од тие Џабе Лебојадовци. Се молам. Мислам, јас сум единствениот, најдобриот, првиот Џабе Лебојадач. Се извинам, што ви е ова? Која беше тоа? Мислам, да, ова. Четка. Четка, да. Ај, чисти се. Каде сум се испрестал? Ај, чисти се, велам. Може така. Мислам, зошто бе? Немојте така, видите така, јас сум Џабе, видите друга, ако јас сум Џабе Лебојадач, јас не би го јадам вашиот леб, мислам, па немојте, мислам, јас имам и тати и мама тати имам, да, па јас сум студент. Кој ти? Па јас сум студент, мислам, да, мило ми е, Џабе Лебојадач, студент, полни 12 години.
Студент 12 години? Ма полни... Полни 12 години, ти студент. Да ви го дадаме индексот тако? Не, сега, море, чисти се, бре! Видете, јас сум GL, ви само... Ама јас сум GL. Препачте, GL, Мајстор Раде, како некој тука да бил. И како некој да го оставил својот автограм. Ама беше деца тука еден, джабеле бојарец. Кој? Изме го. Еден од оние што цел век јада туј хлеб, туј јамак, разбирате? Тој, ете, таков еден джабеле Па бојарец. добро. Зар ки му стапуваме место на наши овците на такви нерени мајковци? А кој може деца нив да ги запре? Кој може таквите да ги запре? Нив ги има насекаде. Тие се насекаде и кој може да речам нив да ги храни сега? Хајде кажете, никој. Предлагам Ја. неговиот автограм да се избрише. Не ни служи на чест. Ја, право, деца, па се разбира и тоа. Веднаш да се избрише. Така, ете, деца. Ете, така. Зидот е готов од такви джабеле бојаци и слични на нив. Никако не можам да ја измерам и не можам. А што мериш, Грамко? Овде е мрзата, а овде е работата. На еден таз ја ставам мрзата, на другиот таз ја ставам работата и мрзата натегнува. Лошо мериш, Грамко. Лошо мерам. Еве, грам овде, грам онде. Работата е овде, неработата е овде. Значи, работата е овде, неработата е овде. А, неработата натегнува. Да. Вагата на Грамко покажува дека овде помалку се работи, а повеќе се легачи. Ако е тоа точно, лоша ни е работата. Да, деца, да, така е, точно е тоа. Ако сакате од тоа нешто да излезе, тога слушајте ме. Против мрзата ќе се бориме со работа. Предлагам тоа да се запише. И предлогот е наместо. Јас се согласувам. Предлагам да се напише... Што да се напише, Грамко? Земи спреј и крупно да напишеш. Долу мрзата, да живее трудот. Браво! Се прима одлично! Тоа да се запише. Токму. Долу мрзата, да живее трудот. И јас идев нааму со таква мисла. Добар ден, пријатели. Добар ден, професоре. Добар ден. Како сте? Ние одли сме, професоре. А вие? Во целост, добро. Идам нааму и да размислувам, знаете. Сиот живот ги учев моите ученици да се трудат, да работат. И сите мои колеги ги учат на тоа, па ме чуди... Што ве чуди, професоре? Ме чуди мој Борче и се прашувам кој ли е тој што ги учи да не работат. Тој мора да е подобар педагог од мене. Подобро го предава својот предмет. Размислив, па имам еден предлог. Професоре, јас морам да одам, ме чека работа. И мојот предлог е на таа линија. Поточно, мојот предлог е на петолинија. Имам една песничка за трудот. Повелете, професоре. Професоре, јас сакам песната, но немам време да ја слушам. До гледање, пријатели, ако ви затребам, ако има некоја работа, јас сум на работното место. Од сабота до сабота, јас сум на работа. Токму така. Од сабота до сабота, сите на работа. Во полето жито зре, некој треба да го жне, а земјата јаглен крие, некој треба да го рие. Од сабота до сабота, сите на работа, од сабота до сабота, сите на работа, од сабота до сабота, сите на работа, од сабота до сабота, сите на работа.
на мојава вага оваа песна натегна мощне убаво. Браво. Од сабота до сабота сите на работа, од сабота до сабота сите на работа. Еј, предлагам исполнителите на оваа песна да си ги стават автограмите на нашиот зид. Се прифаќа. Се прифаќа. Се надевам дека професорот Петар ќе се сложи со нас. Браво, автограми, ајде! Плетете на работното место. Еден собира, две нафрла. Плетете на работното место, граѓанко. Што ви е вам грижа, другар? Сакате да купите нешто? Не, само не се плете на работно место. А смее ли да се стои? Не сме, Да се седи? не сме. А да се лежи? Тоа никако. Добро, според вас што треба да се прави? Платени сте да работите на ова место, а не да седите. Добро, што да правам? Да ковам клинци по киосков? И добро, да ве прашам, дојдени сте нешто да купувате или? Не, немам намера да купувам. Подобро би било да седам џабе. И да чекам некакви некупувачи, како некој. Морам. Извинете. Ве молам да ме извините. Вие се извинувате? Да, чудно ли? После сето она што си го реков, ме чудно ми е. Размислив, знаете. Не сакам да ме разберете погрешно. Да. Јас мислам дека на работно место не треба да се седи. Но ако работното место како вашето е со седење, а вие седите и чекате купувачи, па тогаш подобро е да не седите со скрстени раце, ами да плетете. Благодарам. Благодарам. Знаете дека ретки се такви купувачи како вас? Ке сакате ли да ми го дадете вашиот автограм? Сакам да го закачам над зидот за автограми. Ве молам. Не сум некоја важна личност да ми барат автограми. Туку ќе ми овозможите ли да купам нешто? Се разбира. Дали го барахте ова? Убаво, убаво. Шарено. Интересно. И корисно. И корисно. Тоа ми треба. Тоа. Ве молам сега вашиот автограм. Повелете. Еве, ви донесов и еден автограм. Еден купувач го остави кај мене за вас, за вашиот зид. Поздрав до сите читатели. Книголюбец. Тетка Пипи, а зошто не го доведовте лично тој книголюбец? А не го доведов, имал работа човекот. Купи кај мене книга со сказни и отиде да ја чита на својата внучка. Но затоа пак ви доведов една тетка, Ката Мисиркова Руменова. Добар ден. Таа ќе ви ја остави својата книга и својот автограм на вашиот зид. Повелете, а јас морам да одам на работа. Повелете.
Ќе ве замолиме за неколку прашања, другарке писателке. Само да не се многу тешки. Таа книга што ја држите во раката. Оваа книга се вика Милосија. А што е тоа Милосија? Тоа е едно старо македонско име и главната личност во оваа книга се вика Милосија. А зошто е таа главна личност? Во сите книги има по една главна личност. Каде е сега таа Милосија? Тука е, Каде? Тука. Каде е тука? но сега таа не се вика Милосија. Тоа сте вие. Ката Мисиркова Руменова. Секако дека сум јас. И во книгата Милосија вие сте се опишале самата себе си. Тоа сите го прават, па и јас се опитав. Но тоа не е само за себе, се опишав себе си, но ги опишав и моите другари кои што живеевме заедно и растевме. А тоа Милосија живеела во едно село кое што се вика Островце покрај Воден, но сега не живее таму. А која е таа другата книга што ја држите? Ова е една поболена книга. Болна? Да, погледнете деца. Зар има и такви книги? Како што гледате има. Едно ваше другарче отишло во библиотеката, ја зел, се вратил дома и наместо да ја прочита, тој малку преспал врз неја и потоа ги напишал овие многу убави работи. Дали е тоа убаво? Не. Зошто? Не, зошто? Нели не? Зошто? Па сите деца кога одат во библиотека ги земат книгите чисти и нови, но кога ги враќат, повеќето од нив и такви ги враќат. Но тоа навистина нешто не е вред. Јас се противам. Апсолутно сум против таквите уништувачи на книги. А сега писателката нека си го стави својот подпис на нашиот зид. И гласам и за... И што уште? Сакам да ја чујам и песната за книгата. Прво да се подпишам, потоа ќе ја слушам и песната. Благодарим. Благодарим. До Догледаме. гледање. Книгата, ако човек ја сака, како брат, знае да подаде рака. Со книгата, секој да се здружи, а книгата помага и служи. Тој што нешто ќе прави за совет кај книги да се јави. Со книгата секој да се здружи, а книгата помага и служи. Тој што негде ќе оди, книгата знае ни свет да го води. Со книгата секој да се здружи, а книгата помага и служи. Некого, ако мрак црн го срети, книгата може в мрак да му свети. Со книгата секој да се служи, а книгата помага и служи. Сака ли некој в чуда да зајде,
Во книгата чуда ќе најде. Со книгата секој да се здружи. А книгата помага и служи. Тој што е неуки трпи помош од книгата да црпи. Со книгата секој да се здружи. А книгата помага и служи. Готово! Ја измерив! Што мериш, Грамко? Ја измерив песната за книгата 999 грама. Само за еден грам попусо од килограм. Па за една песна може да се мери со грамови. А зошто да не? Ова е чудотворна вага. Не пуштајте го овој! Не пуштајте го! Не ми се допаѓа, не пуштајте го! Кој сте вие? Како се најдовте тука? Влегов, тоест никнав. Но ова е клуб само за познати работни луѓе. И од мене имало некој попознат. Добар ден, кој сте вие? Добар ден. Не е вообичаено да зборувам вистина, но овој пат ќе сторам напор. Се викам Трчи лажи, познат, та дури и препознат. Ги барам моите пријатели Джабеле Бојадач и Речи кажи. Джабеле Бојадач беше овде, ама тој, како го викаш, Речи кажи, не сме го виделе. Се заприкажал некаде, но каде и да е ке дојде. Знаете, ние сме таму каде не бараш, никнуваме таму каде не несеш. Да, со еден збор. Со еден збор фино друштво. Се одбрано друштво. Секој од кој? Работите ли нешто? Па да, работиме, ги држиме рацете в джеб. Всушност, и нашите имиња кажуваат што работиме. Мојот пријател Джабеле Бојадач. Джабе го јадел лебот, а тоа е некаква работа, ќе признаете. А јас потрчувам и подлажувам, а тоа е напорно. Да, програмиран сум да излажам од 50 до 100 пати дневно. Каде се морам да протрчам да излажам? Лаги нема, се троша, па мнозина те не слажу. Па да, а јас слажам ефектно, експресно, како што се вели, како на експрес лотарија. А мојот пријател Речи кажи, ето е за жалење. Па да, па тој само дроби, меле, дрдори, како воденица кога работи на празно. Празна воденица, баш така. Да. Па добро, штом си веќе тука, тогаш кажи нешто. Ова е емисија за деца, нели? Да. Да. Па знаеш, и ние имаме своји правила, мислам. Ние, честните лажачи. Децата не смеат да се лажат. Па да, на децата треба да им се зборувам само вистина. Па добро, тогаш кажи една вистина. Ќе кажам. Лагата не се исплатува. Ете толку од мене, хајто гледање. Браво, така е, измерено, готово, заврши и оваа наша емисија. До идната емисија, до мерење. Пардон, сакам да кажам, до гледање. До гледање. Еден, два. Ха-ха, 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 ха-ха. Еден, два. Ха-ха, 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 ха-ха.
птица.